би сакал од ова место да им порачам на сите оние кои што се неправедно затворени во овој политички прогон. Љубовта кон татковината не е кривично дело. Да живее Република Македонија и да живеат сите кои што и сега, и 2001, и 91, и 45 година покажале патриотизам и родолюбие за Република Македонија. Зошто ова се случува? Има неколку причини. Сегашната власт не е дојдена на таа позиција каде што е денес за да донесе 100.000 денари плата за лекари. Тие знаат дека таа лага не може да ја исполнат. Сегашниот премиер не беше интронизиран на тоа место за да направи поврат на ДДВ. Тој знае дека таа лага не може да ја исполни. Тие знаат дека ветувањата кон земјоделците, кон пензионерите и кон учителите не можат да ги исполнат и дека економски немаат никаков план. Економијата од недела во недела, од месец во месец има се послаби резултати. За да ја покријат својата неспособност, ќе ја покриваат со апсења, со политички прогон, со селективна правда и со нарачани пресуди. Кога утре и граѓаните што гласале за нив и тие што поверувале во повисока плата, во подобро здравство, во чист воздух, во правна држава или во што и да е друго, во повисоки пензии, кога ќе видат дека се изневерени нивните очекувања, сегашната марионетска влада ќе ги покрива своите неспособности со нарачан политички прогон и со нарачани пресуди. Затоа, сите сме свесни дека ова што се случува во Македонија е селективна правда која е еднаква на неправда. Неправдата ќе роди други неправди. Реваншизмот ќе роди друг реваншизам. Незадоволството ќе роди нови поделби и нови тензии. Тоа на некого му одговара. Македонија цело време да живее во тензии, во конфликт, во напнатост, во неслога и во раздор на македонските граѓани. За некој да може во меѓувреме да ја покрива својата неспособност да ги испорача проектите кои што ги ветил пред избори, а свесно знаел дека лаже. И втората причина зошто ова се случува е затоа што некој пред домашни и надворешни чинители ветил и превзел обврски кои што не се во интерес на народот, ниту на државата, ниту на македонците, ниту на другите кои што живеат во Република Македонија. Но за да ги покрие тие ветувања против кои што народот се буни, тие ќе прават политички прогон за да може тоа да биде тема на денот и на месецот, а не да бидат нивните национални штетни политики. Но, почитувани граѓани, драги браќа и сестри, една работа ни е јасна. И 2002 година СДСМ проба да го уништи својот политички опонент и да му нанесе смртоносен удар на ВМРО-ДПМН. Не поминаа многу години. 2006 година ВМРО-ДПМН се врати на власт. Така ќе биде и овој пат. Секој што мисли дека уништувањето на политичкиот противник е приоритет за државата и политичкиот реваншизам треба да биде поважен од приоритетите во здравството и во економијата, ќе види дека донел погрешна одлука. Затоа што овој народ и оваа држава и оваа опозиција и овие граѓани и неопределени луѓе знаат дека не можат да бидат долго лажени, манипулирани и измамени преку нудење на политички прогон наместо на конкретни решенија за вистинските проблеми. Затоа им порачуваме, ова што го почнавте денес нема да трае долго. Овој страв што сакате да го расширите нема да ви успее затоа што народот е позрел од желбата на некого својата политичка неспособност да ја сокрие преку политички прогон. Граѓаните се помудри и позрели и потрезвени од тие кои што прават политички реваншизам. И за брзо време ќе се срамат од ваквите потези. Но за жал, истите потези ќе имаат штетни последици за Република Македонија и за многу невини граѓани кои што сега се жртви на овој политички прогон.
Бидете храбри, бидете издржливи и бидете спокојни. Секој лошо почнува и завршува, но еден ден народот ќе си ја земе судбината во своји раце и државата, и правдата, и демократијата, и слободата, и се она што значи развој на Република Македонија. Да живеат сите оние кои што денес се неправедно затворени, приведени и на кои што притворот им се применува како казна. Поддршка за сите оние кои што единствен грев било родолюбието кон Република Македонија. Да живее Република Македонија, долу неправедната држава, долу марионетската власт и долу за сите оние кои што мислат дека со политички реваншизам ќе направат нешто за државата.